15-годишниот Марко Манасиев од Винница е момчето кој својот талент за поетско изразување, наместо на македонски, реши да го креира на англиски јазик. Пред 4 месеци својата бујна инспирација ја преточи во стихови, па стиховите во песни и за краток временски период неговото творештво се сублимираше во прво печатано авторско дело. Со поддршка на неговата фамилија и од неговата класна Емилија Павлова, Марко Викендов својот скриен талент, своите ставови, размислувања за средината во која живее, ги сподели со неговите врсници, но и со пошироката јавност. Како мал имам афинитети кон пишувањето и на англиски напишав поезија затоа што полесно ми е да се изразам и многу сакам англиски. На англиски првата песна пред околу 4 месеци да се рече, а пишувам уште како мал. Поетската збирка е напишана на англиски јазик, за многумина тоа може да биде хендикеп, но Марко избрал токму на овој универзален јазик да ги сподели своите емотивни приказни, рече промоторот Орце Павлов. Не е лошо тоа да биде овековечено, ставено на хартија и да представува сведоштво за еден миг, за еден моментум на креација на еден млад човек кој што преку поезијата се обидува, би рекол, да креира една емотивна катарза, да се соочи со сите аспекти на денешна екзистенција или неекзистенција, како сагаде. Затоа што да се пишува поезија која во денешно време е тешка субкултура, ставена тотално на маргините на еден свет кој што е материјален и кој што во трката по капиталот и по материјалното се заборава на одредени духовни аспекти и размисли. Беше исклучително добро да едно сведоштво на еден момент на созревањето на Марко биде овековечен. Печатењето на првата англиска стихозбирка во архивата на општина Виница беше комплетно покриена од приватна компанија.